Пратениците на СДСМ ја напуштија собраниската сала откако беше одбиено од дневниот ред да се тргне расправата за резолуцијата на парламентарното мнозинство со која се осудуваат манипулацијата на опозицијата и потврда на политиките против нелегалната миграција составена од 9 точки. Според Спасовски ова било диктатура со замолчување на опозицијата. Колку и да е кревка таа демократија ќе разбере ваков предлог во 90-та година. Во 2025 година резолуција со која што се осудува опозицијата апсолутно е неприфатливо. Второ, резолуција со која што ги ништите сите одлуки на влада, а на тој начин и овие веројатно кои што се донесени до сега одлуки на влада, а се однесувале на справување со мигрантската криза, па и оваа која што е денеска на дневен ред, дека по предлог на владата се бара кризна состојба да се прогласи повторно, таа ви е ништовна одлука. Ви неколку ливчиња, напишете ваш деловник по кој што ќе работиме од тука натаму, пратеничката група на СДСМ нема да учествува во работа на оваа седница. И дуи обвини за грубо кршење на деловникот, обвинувајќи дека и резолуцијата и точката со која се бара продолжување на кризната состојба за зголемен обем на мигранти е потврда на нивните обвинувања. Вожде, вие оценивте дека опозицијата све што ќе каже лаже и манипулација, тоа е цензура. Се утврдува дека ниту било побарано, ниту е договорено, ниту ќе биде дозволено воспоставување мигрантски кампови, прифатни центри или трајни форми на згрижување мигранти. По чему тогаш точката 3 после 14 години да се продолжи мигрантската криза? Резолуцијата на парламентарното мнозинство е единствената која се најде пред пратениците на денешната пленарна седница. Според нив ова ќе значи крај на лажните обвинувања на опозицијата дека е договорено носење на мигранти во Македонија. Резолуцијата е за осуда на опозицијата. Не. Резолуцијата има точно име и тоа е резолуција за осуда на манипулациите на опозицијата и потврда на политиките против нелегалната миграција, со која што сакаме да ставиме точка на ова лудило кое што го предизвикуваат помеѓу граѓаните. Не само што избегаа од темата, како маче од куче, туку и фамозната резолуција која предлагаа во јавноста и устата пена им фати одговорење дека била најдобрата, ја немаат ниту поднесено во собранието. На седницата на која предвидени се опозицијски пратенички прашања, фокусот беше ставен и на спроведувањето на проектот Безбеден град. И покрај обвинувањата на опозицијата дека власта со дел од законските решенија сериозно ги крши човековите права, министерот Ошковски им врати дека ова се неопходни чекори за да се спречи загубата на животи по македонските патишта. Пратениците дадоа зелено светло и за уште 5 закони кои ќе се носат по скратена постапка и сите се однесуваат на спроведување на проектот Безбеден град. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.